Поздрав, здраво живо од ресторан Кумана во СПА, кој што ги правиме емисија. Драги мои кумановци, знаете дека наш град е град на олимпици. Имамо 3 великана олимписки и треба се гордееме со нив. Еве, ја да ги кажам на почеток. Тоа се Бранимир Јовановски, Аце Русевски и Реджеп Реджеповски. Редак град не само Македонија, него и бивша Југославија, кој има 3 олимпица, само Нови Сад има. Два брата. Тади е Слободан Качар и овој прилику денеска имам част задоволство да го представам нашиот вашиот госта, нашиот олимпица Реджепа Реджеповскога, може да кажу слободно, еден од мои најболи другари и кој се одозвана покану, малку тешко се убедува да дојде во емисија, али мене едноставно не може да одбие. Реджо, здраво живо, како си? Здраво живо и поздрав до емисију. Со среќа да почнем. Зашто иде слава по телевизија? Мене некако, ја ке ти кажу, Реджо, ја те убедувам, а дојдеш. Па ја малку кој Скромно си по природа. Да, скромно и не може се свако знаеш да оноду, пречинев ти не ти давал да збориш да онодиш, овој беше, оној беше. Докад ми тие ќе ги криемо сак некои луѓе посебно, ама например да ме праша имаш ли, немаш ли, дај да видимо, да ме помогнем нешто, например. Неќу никога да слушам. Али еве, ту е гордост твоја и гордост на Куманово и на државу, сребрна олимписка медаља, 40 години постои и више, од Лос Анџелес, еве, гледамо дека уште увек има квалитет, што вика Кумановци, ти го чуваш како очи у главу. Бори се мако, ако не еден тон зној. Да. Еден тон зној сам дае за њума, само можеш после мене докато ти умру некој да го земе или фрли или не знам што, али док сам жив, чувам го. Тај ми е омилена и најдрагоцено живот што сам го добие. Мучи се поштено. Нема потраго, тоа е за тебе и за град и за државу. Аз ќе рече да почнеме од почеток обичајно кој што правиме со сите соговорници. Ти си роден у чувено Мало Средорек, опиши ни го детство како е било. Па тачно роден сам туј у Средорек, ѓето мало, так бе около 500-600 куќи, соќе над 1000. Например, туј с деца, с друштво, па работејќи као радник, свашта сам работеј живот, као најстаро дете од семејство. Бија сам ја, мораја сам да помогна. Татко работеше у чистоќу, негова минимална плата беше 20 дена да едемо, 10 дена. Значи, у тој месец дена треба да гладуемо деца. Не смо малко, 7 бемо, 5 сестри, 2 браќа. Јас сам меѓу најстар и помагаја сам на тато увек колку сам могаја. И кад почна с другари таму на работу, дојдева таму. Што си работаја се, Реджо? Ја работеше тај у Монопол беше тај фирма доле, растовариште. Све, керамиде, цимент, даски, врата, све што е за по куќанство тие работи, таква беше тај работа. Ми стои увек с камиони, дреме смо туја, кад што има работа, работе смо и такој некој динар да ви помогнае у фамилија. Али не е било лесно, борба за леп е било едноставно. Па била е борба за леп, пошто како татко не бие отфатен или некој имање да му некој нешто стави, он бие 3 сестри и он и еден син, кој е најмлад од 3 сестри. Беше као еден син малку почуван, не му е дадено да работи, да се школува, да се оноди, човек у нулу, испод нулу. И такој он живот сега проживеа, оно е бедно, да кажем. Значи ти си работаја и у Монопол и свуѓе приватно, куде е имало што е на тумбу, све? Све што смо нашли с другари, све куде смо, све заедно, беме на 6 другари, верни, такој меѓу најболе. Увек заедно друштво, у Корзо, по град, по овој, нешто кад печалимо повише, тако идемо на музику, седе смо, овој, значи, ете, некад па да поживимо малко. А мајка ти била скромна жена? Мајка ми беше домакица, мирна жена, која не умеше, исто, нулу школу, жалосно. Она беше домајца, исчуване како да е, што е. И тој што вика, мако, ја отиде у гараж еден ден и гледам тамо некои деца
пред неколку дана, бева у бокс и дојдева тој фалев се ми идем у бокс, овој, оној. Тој избореше у гаражу у Седорек. Тој у гаражу се дорек собрама се, пошто има само 5-6 групе, по 3-4 другара, 5 другара, 6 другара, значи тој и свак свој групу там. И фали све иде во бокс, почнава у бокс, овој, оној. И ја малку беше малку немирен. Темпераментен. Да. Увек се не дозволише ја некој да ме дира или да ме победи и како дете. Не видим дали женско, дали мушко, значи поплаќе кој детата и мале сме. Ама, каде праша ја примав ли тој у бокс још? Примав, како не. И договоримо се еден дан другари. Ајде ќе идемо и ми у бокс да видиме тој како што е. И так беше покојни Мирослав Петрович тренер. И долегнемо унутра и он вика... Тој е било реđe у Соколану, тако ли? У Соколану доле, у подрум доле у Соколану. И да улегнamo унутра, кod Петрович гледам, он смее се и вика по српски, он зборише. Види овај мали, колку години имаш? Викам 17. Ајде стани на вагу, вика, да ме измери. 17 години, 43 кила, немам ни за едну категорiju килажу, толку беше слаб. Значи, можда и малку од немаште или не знам што, раса, али не е важно. И цел месец дана ме малтретираше, јас све нема куде да идемо. Другари на бокс и отиду таму преко прозор, гледам. Од Средорек доле у Соколану, свак ден на тренинг, пешки. Од прозор гледам, они улаза унутра, тренира. И беше еден Томче, се вика Томе. Он беше тој како економист. Аха, у клуб. У клуб. И вика, Перо, не ли те жалбе, овој дете свак ден доаѓа, пушти ga да еде ќутек и он сам ќе си отиде, нема да дојде. Ама битно е ти си бие упора, не се откажуваја. Не сам откажуваја, ја гледаше, мене ми мерак беше, так беа малку и Аце Русевски, у клуб Сами Лимановски, Бузле, Јакупи, Шаби, Рашид, Чомбе покојни, значи многу роми мало, значи да кажем. Па 70% роми у бокс. Бокс, да. Да. И ја гледаше такој што, како тренира, но и еден ден Петрович на мене с руку, ајде вика дојди да. И ја трчајќи од прозор, другу страну, долој, викам, сам ќе ме Он па на мене вика, на вага, бе, викам, ќе се поправо, неќу да се, ќе ми викам, ќе ме, ајде, пушти ме. Да тренирам, ја макаќи, бе, мои другари, значи, сви 6 откажава. Ја остана. Зашто се откажава, реđo, дали ги е страх било или не ги Па интересира? слушај, еден тројца беа малку по-тешки категорија, а беа со килажу многу, не могаа, пробава, не могаа да успее. Пошто су малку и почувани деца од нас, ја од другари и најсирома беше. Останамо тројца. После, након некои месеци, те двојца откажава, остана ја сам. И први 3 месеца тренинг, све што бева тој 3 месеца, 4 месеца, што бева по 3-4 години. Почна се веде и растурам у клуб. Сега, ово е многу битен детај да ни го кажеш. Месец дена викаш бие си упоран. Соколана, Седорек, Соколана. Да. Гледаш дека не те прима Петрович, ти идеш дома и си мислиш дали ќе успеел. Немако. Не, отидев другарија, нема куде да отиду. Тие 2 сата, пробај да нема што да право и значи идеше, мене ми беше кеф, нема везе, да гледам тие попрочуени боксери. Гледаше како тренирам. Фактички тој ми мене улегна исто, гледам што удара, како удара и јас си мрдам с глава, со овој он удара, ја мрдам, значи оној кеф те тераше. Чекај, они да не се тренирали у техничку школу доле у Подрум? Да. Значи до Соколану, не у Соколану, него до Не, Соколану. у школу, доле у Подрум, да. Така е. До Соколану, тачно. И за тој што ти викам, 3 месеца почна да ги све тие што беа по 3 години, 4 години, се веќе тепаше. 7 месец тренинг, државни првак на Југославија.
Не си маја ни 18 години. Омладина. А сега, ово е питано да ни кажеш. Кад си постојано да работиш, прошло месец-два и Петрович и тие околу njega су виделе какъв си потенцијал, што ти вика се? Па Петрович доста време забрани ме да работу, пошто може да човек годинен боксер бие и све тако е, да он учествува, гледајќи нешто, он си замисли дека бики му овој дете ќе ga биде и не се откаже од мене после. Ама меѓутим, ја кад не идеше негде на тренинг редовно, он увек ме посетише дома. Деси, зашто немате на тренинг? Ја му кажу истину. Перо, видиш ти ми у собу и пол 9 души живим. Немам што да ги давам, да едев, да пиев, ја море и да работам, и да на. И он, так беше покојни Золе преседник. Чувени Золе, Чујени Золе, Золе у Стопанску банку директор, човек, не може да го опишу у град. Ја, денес да ме прашаја, ја би го ставија цар у град. Значи, толку беше интересантен човек, што сваку нацiju го сакаше, не го интересираше. Он чекаше кој што да му допринесе, да го награди, да го ноди, доколку други ресто после njega мене се почна да ме заебава. Како ромче, ја исто и школу го остави, незавршено 6-то делење, ради бокс. Али не се, не ми гале за школа, пошто успеја у свој живот што сам тражија до крај. Значи, крај не е олимписка. Све почињемо да, шо е олимписка. До таму тишја сам. Кажи ми, кад си ише у тие боксерски воде на почеток, татко и мајка што су викале? Имало ли отпор од нивна страна? Мајка ми не беше толку, пошто не го интересираше, пошто ја го донесеше све проблеми. Би си тамо нека иде, малко нека го крши по нојно. А татко ми не ми даваше апсолутно да отиду. Зашто не ти даваш? Па ја неколку дана ставав куде другари од торбу да ми пренасал носи, ја такој бегам од njega, и гледам стално ми досаѓа, овој не ме пушта. И јас седна, да го прашам, тате, викам, кажи ме, зашто не ќе да ме пуштиш у бокс? Викам, искрено, ако е нешто због нешто, еве ќе го ставам, кажи ми само да знам. Он куде му е текнало, тој е добро човек, необразован, не знае од кумано надвор. Што ќе ми каже, па ти ќе бидеш боксер, ќе ме тепаш. Ја го гушна, викам, кад ќе ти дизам руко, викам. Ти што си мисли, тате, викам, тој викам да бидемо нешто, ете, видиш, да се бориме заедничко, да истерамо овие деца, сви ресто, да бидемо некој нешто. Ја у тој највише се бори и стварно тој што сам замислија, успеја сам. Така си бија у техничку школу доле у подрум кога се тренирае, Сем Петровиќа, кои су биле други тренери? Па привремено, неки пут доаѓаше Миче Кожа, Чувени, да. чуени као тренер, Адем нешто му помагаше исто, покојни. После Петрович некоја љутња имаше, тој некој застој неколку години, па доаѓаше Ваце, звани Пачук. Пачук, да. Он исто не тренираше и што е најбитно, куде Вацета, научи му го технику брзину. А куде Петровиќа, значи удар. Он десна, мене досаѓаше тој. Додека куде Ваце поинтересно беше. Све додека не отиде у репрезентацију, додека не ме викна, например, најболе тренер у свет што постои, значи незамилив Бруно Христински. Ја кога отиде таму прв пут, кога би надржавни prvак на Југославију и требаше да идемо у Турску на Балканско првенство и он сака лично да ме спрема месец дана, пошто Балканско првенство турско, он так баш и рат имаше и... Ајде да се вратиме малку, Адем исто бие викав голем радник у бокс, и он е многу работаја. Кој? Адем. Значи тој може пред мене.
Пред мене možda je bija, a kad ja već dojde i posle to je snemagam nekoliko puta, znači ja možda gi brojiti koliko Сега puta да je кажем да го došao. спомнемо njega како и он е заслужен човек, да. Nemam ništa protiv, ali ja Da. od njega ništa ne nauči, a pa ni pa od Miće Kožu. Да. Znači ja nauči od Miroslav Petrović, pa posle od Pačuka. Vace Pačuka. I treći tam Bruno Hrestinski, koji što А пише го тој екипу кога се тренирале, еве спомнага Бузлета и овие други. Мако да ги njima покоментираме, Бузле би еден голем фајтер. Меѓутоа, штета човек е живеа не спортски, а иначе би могao да биде добар боксер. pa slušaj, ako on možda bi i ne bi verovao da bide, na primjer, na Jugoslaviju kao reprezentativac, ne bi mogao da bide, pošto kategorija je teška, poluteška. Конкуренција е голема. Konkurencija je jaka, beše tako. Да, да. Znači, da ne se lažemo, on je bija donesitelj na bodovi u klubski prostorije, da kažemo. Kad ni trebaše. Od zatvora ga doneseo, čovjek ulazi u ring, heroj. Tepa se, nema problem. Има е срце, да. Ima je sad, znači ne gledaje koji što je, dok možda udara, dok ne predao, ali bori se muški. Da on, što vi kažeš, treniraje, kako što je bija bar polovina od toj, pa možda bide. Možda Ево bide. тој, да го спомнимо, и Качо ја купи. Да, он е... Качо je bio dobar tehničar, dobar bokserče. I nekoliko puta beše prvak na Jugoslaviju. Međutim, isto jaka konkurencija, tak Ristić, Puzović, uvijek, znači imalo ti laka kategorija, ipak golema isto kategorija, kude negdje ne moga da uspeješ, a inače kao bokserče, da kažemo, klubski bodovi, mnogo je done i on. И тој е бие с тебе неприкосновени Аце наш. Исто. Ace da ne treniraje, on ne bi bio ništa. Ace, znači, sa trening, on uspeje sa kondiciju najviše. I tepa. Napada, srce jako, koliko može, udara, nodi se od sve strane, leti samo da pobedi. Znači, da kažemo, ne bio on školovan bokser. On bio, da kažemo, kao silađije. I dobi malko ime posle. Добро, сега ви исто е спомнага Бруно Хрестински, стварно еден голем легендарен On тренер ispravlja човек. i njega. 78 година Југославија с njega направи добар резултат на светско првенство у Београд и плејада на боксери, меѓу кои си ти и Аце и сви други, су прошле покрај Бруно Хрестински. Еден доста интересантен, тих, скромен човек, али голем радник. Што си ти кога Бруно Хрестинско највише запазие кога те тренирае? Што му е била главна поента у негова работа? Беше интересно с едну руку, значи била лева или десна рука, изведеше 5 различити ударци. А ја научи куде Петровиќ, значи с две руки. И куде Вацета. И мене ми тој беше многу незгодно сак на едну руку. И ја викам, тренере, овие тренери, викам, научиваме, викам, с две руки и сак ми е малко потешко. Да, тако е реđe, вика на мене, ама противни нема две глави, вика. Една глава има. И јас сак тој застана, тачно, една глава и сак. Значи тие удари се употребуе у едну главу, ударци, да може да ги повежеш све тие 4-5 у главу. Значи човек си бил право, ја ga свати, а све што не ми беше јасно, до душе кажаме. И он ме засака многу, тоа е ненормално, значи 9 години у репрезентацiju да немаш ти удржаво противник. Улегна 80 и, значи немам противник, јас све до 88-9. Еве рече, ја најде некои подаци одека беше прошли пут у архиву, ево 81 година, такси маја 19 години, Да. Златан Гонк, Реджеповски, најдобар техничар, конкуренција страшна, али ти си се покажаја како најбољи у тој сегмент на работу. Златан Гонк е било големо Јак репетитивен турнир. Јак турнир. Тоа е факт. Меѓународни турнир, И јак. кои су били се добри борци. Sve dobri borci, dovaѓa sva. I dobro plaća se tako. Да.
А после има уште еден податак, еве, ја ќе прочитам, младиот и талентиран боксер на Куманово Реджеп Реджеповски постигна уште еден голем успех на меѓународниот турнир во Унгарија Балатон во конкуренција на повеќе од 80 боксери од Европа, значи многу голем број на боксери. Да. Реджеповски го освои златниот медал, во финалето го победи унгарецот Бекан. Вториот боксер Мустафовски загуби со одлука 3:2 на судиите. Да. Значи фактички тие со години ја преломни каде што ти идеш незадржливо напред и доваѓамо до оној круну Олимпијаду. Али еве тоа се све резултати кои ти ги добро памтиш. Морам да ги памтам малко, значи ја освен трени не сам гледаа ништо више друго. И ја почна да тренирам, значи оној нагло, најмалку 2 пута на ден, значи. Чак што више и замолига Петрович да ми усвои тој не беше ни наша куќа, чак што више после Други светски рат остана тај магаза од некога, Бог ти знае кој е тај газда, али тој се уселива татко ми, баба ми, тој и тако се останава, тој и ми тој израснамо, пораснамо, значи тој све до 22 години ја усредорек сам живее. Све додека ме освои олимписку медалју. А спомнава Золета, има и други председници, чак да не ги редимо, предходно Драган Млекче, па управо се работаја и Земко, и Лало, и Цеско Лав, сви, да не се некој наљути, сви ги спомнемо колку можеме. Сви помагава, да. Сви си имал свој удел во развој на бокс во Куманово, тоа е факт. Така е. Али интересантно е да ни кажеш како може да го пишеш ти тој период кад си 80, 81, 82, бележие само резултати. Ти кажа дека не си имаја пораз многу време. Да. Што ти е било тега мотив? Ти си викае само себе веројатно напред, Реджо, напред и само напред. Да. Ја значи све до крај на кариеру 430 кусур борби имам, само 2 пораза. 300 интернационални мечеви кои се све прекид. Меѓународни, значи тоа е прекид. Да не кажем у клуб каде се договарасва тренери, ќе фрли пешкир, само ете да искочимо малко. И тој беше ја малко опцуен од публику. Луѓе платив карту демек и ја искачам неколку секунда, нема минут, значи пешкир лети. И такој неколку меча и гледам, не е стварно, не е людски, морае сам едну рунду да боксирам за публику, да једу малко некои ударци, некои чутекче малко фино, да ги дојде малко мерак и на њима. И од другу рунду вика сак што сакаш прави, ја од другу ги рушиш. Каде било време на Золета, клуб функционирае стварно добро. Не е имало криза у финансија, све сте биле намирени. Не, и чак што више, може да кажемо и повише што требало. Човек е бија стварно легенда, поготово за спорт, а и човечанство имаја и работаја си поштено. После доваѓа Белчо и тоа е сега Куманово во тоа време имаше добри резултати, добра екипу. Да. Опиши те период у клуб. Па добро, ја као после као репрезентативац демек у клуб, увек гледа сва кад измасмо клубски надпревари у Куманово, увек гледа сва мене да избегам, ама ја ги лъжеше, некад пut иду у муву, неки пut у бантам да ги изненадиш противника. Да ги изненадимо противника, или у тој клуб каде ги има малко појак бантамаш, или муваш, ја у тој категорија иду, да би овој друг после мене, и он зема, и увек смо ми били тој 10 бода. Тоа е рече интересантно. Куманово, категорија лаки, што ига сигурица. Да. После кај дојде тие потешко иде со бодови. Па, или ќе биде нерешено, или со сил 11, 12, 9, тако е нешто. У тие лаки категорија ти си бија, самие бија? Ја беше, тој беше Чомбе, да. Звани Ибраим, по правилно име, Сами, беше Шаби, да. Сашо, Каќо. И тој беше сигурица. До тој некако иде сва. И увек публика, ќе кршив трибине.
публика е била стварно кумановска за бокс е била жељна и е многу ишла Па и дан на данас. мечеви. Град е живее за бокс. Да, и данас ги има, ама нема кога да гледа више, нема, пошто малку ние и управа немамо како што треба и луѓе немамо више за бокс како што треба. Замисли мако, на пример, олимпијац да биде тренер Петко, а олимпијац да седи надвор. Тој као сега да игра Џајич, Џајич да биде резерва, парафразирано фудбал, а да игра некој друг. Да. А Џајич треба да биде на терен. Има ли овој народ малко мозак? Зашто ga мрзи в бокс? Или па зашто ga мрзи во нога што е заслужен? Ми смо таков народ, ја такој се осеќам. Сега да прашаме во реđe, какво ти е било во срце кад си пред боксерски меч искочиш и видиш пуна сала? Какво ти е тој осеќај? Па, незгодно ми беше први 10 меча, да кажем, од прилike. Тој, Узбуден си вика, бил, да. но ја ги гледам, викам, што народ, знаеш, овој. И тако е, у тие 10 меча, после ми е се едно, значи, готовише толку. И ја кад да искачам, после дигаше руќе, поздравljаше го публику пред, још да искочу на ринг. Па поза мене пратња, музику свири, па во носи ме на ринг, овој, Тоа е била традиција. Традиција, иначе све тој убаво се памти, значи убав спорт, убав углед на публику, но задоволство на народ, овој. Монаска е била публика уникатна за бокс. Нема Знае значи прв град у бокс, ама прв град и у публику у Македонија. Па може да кажеме бивша Југославија, слободно. Па никад не смо биле, ајде да не претерам, ама пред 3000 никад не смо биле. Да, увек е сала била пуна. Да, може да више, али 3000 сигурни беа. У твоја категорија конкуренција била страшна. Ево ќе кажеме Лика, Шачировиќ, Коновалов, Симич. увек си и Маја стварно голему конкуренцiju, али што вика Кумановци све си победувае. Па сак, наши Кој ти е био тие најтежок противник? Па немаш Југославија да ти кажам. Доаѓа Симич на друг златен гонг, он првак Европа и доаѓа након не беше можда 10-15 дана и учествува у златен гонг. Ја као Реджеповски непознато име. Полуфинале у Куманово, замислим ако тој е све големо чудо, ја не сум веруван. Првак човек, првак Европа, фајтер, ударач и све тој. Ја гледаше дека он почнаа некои кроше јаки да ги потребува, ја избегуваа од силу на технички. Замислите првак Европа, ја га бутам. И број му суди, и он тој се изненади многу и на крај чудо публика, овој не решено, никад не постојало така, не решено. И сега боксирамо за финали на златен гонг, он со друг противника, јас со друг противника, значи. И од так, ја и беше у Гошо, боксувај за Нови Сад у прву лигу и учествува у нин град, у нин клуб. Замисли, тој е сведок жив, значи, тренер моментално, што так беше Тадија Качар. Он вика, Реджу, у коju категорiju ćeš? Vikam, Tadio, u koju ti hoćeš? I on vika, ideš u Bantam sa Šačko. Vikam, nije problem. I otidu u Bantam, Muso na Limanovskog brata, stavimo ga u Muvu, međutim zimamo 4 boda, nema ga ni Šačko, nema ga ni Simić. Шакировиќ е бие исто добар техничар. Добар техничар, ali mi nekoliko puta nešto probamo sparing u Košutnja. On го осети работу. Осети го работу да биваме за се. Беше ја и фајтер, и техничар, и тепач. Много незгодан бокс. Све сам имаја, значи ја. Да. Све имаја у себе и према противника лекцију покажеше. Он што знае, ја му враќа. Да. Исто многу интересантни су тие биле турнири, Београдски победник, ти си бија тамо. Учествуваа сам 2 пута на Београдски победник, тој може да ти кажу, мако еден пут, ефте млад,
и после државно првенство, но зема златни медаль у те турнир и направивам исто као најмлади боксер зема овој. И као други пут да отидоја на исто на Београдски победник. Пази, молите, тој време Рибаков и кубанци, муманци, значи све тие први чувани Рибаков, да. чувани боксери, овој све ги сте па до крај, финалист. И на мене не га дава Београдски победник, најборе борец. И ја ги кажа, ја овдека више да учествувам на овој турнир и не сам учествуваа више мако. Ali ima reče една чувена изјава на Бруно Хрстински, каде што вика, он вика, јас сам радио со пуно, ќе ја цитирам, радио со пуно боксерима, али боле техничара нисам срeo од Реджепа Реджеповскога. Колку ти е тоа на тебе тоа значило, таа изјава на Бруно Хрстинскога, еден од твои најголеми учители? Мако, он човек у године беше ја, значи, не е за пофалбу, значи не е менјат за време Југославија као тренер. Значи, толку е бие човек паметан, толку е работаја и со сви. Он не гледаја нација и така дали, значи, он со сви работаја, он гледаја кој му е боксер кој може да донесе медаљу, тој ги интересираше, нација не ги интересираше. Да. Разбираш? И он вика на мене, водиме на еден турнир, бемо исто у Грчко, исто на Балканско тамо, овој на Медитеранско беше у Турско. Бемо на Балканско у Грчко и Симич с тие све што боксира. Искачаше по 3 рунде тешко на крај. Замисли мако, јас све прекид ги тепа. Бруно само не би се, бежи, пошто да рачи, знаеш, ја не ми ги интересира, улазам ги у борба, ударам га, бегам назад, овој на страну, овој шетам ги лево, десно. Такој ги изненади, немогуче. Тоа е чудо и он чуди се. За главу се паѓа Бруно. Вика, ја, Боже, ја му кажем да се не бие, он иде на све. И све до крај засакаме, не е нормално Бруно. И на Петрович, да ми чуваш мој кубанца, убичу те, Перо, каже. Имај си прекрај кубанац. Да, па боксирamo со тој црнца, едно не знае кој е наш, кој е ваш. Значи, исти кубанци. Еве сега рече да покажеме некои слики, ова ми е доста впечатлива, број 3, до тебе е Земко. Да. Што значи ова? Тој значи 3 секунда, пошто толку брзо ги рекрутираше и Нино вика има да носиш моју рекламу, вика 3 секунда, викам, оќе. И тој време Нино, као еден домаќин човек, 300 марке даваше за победу. И ја сам задоволен, 300 марке, тој е цела плата, а ја тој за мене. Еве га Реджо препознатливо акцију, каде ги противници победуе. Сега да те прашам, имаја си, што викам, малу килажу, требало ти е добра храна. За тие успеси имаја си збогатен начин на живот со си искрено, jer jednostavno to se nametnuvalo za da može doći do tih rezultati. Imaje si poviše pare i počnaje si da se bolje hraniš. Da, pa posle normalno, čim otkako ulegna u reprezentaciju, ja sam imao malko poviše dobitak, pošto plaća sva reprezentacija na Jugoslavija. Pobede, hranarine, prednje, to je sve, znači idеше dobro. Uvek sam победуваја, значи, у све тие работе, а доста пари зема и веќе друг живот, фамилија, друг живот живеало. Се так, после нема проблем. Ајде, кажи, ово е битно исто да знае гледачи, колку е трае еден тренинг кога си приденеја с Петровиќе, Пачука, сат и пол, 2? Па, значи, најмање сат и пол до 2. Најмање сат и пол до 2. И тој жесток тренинг, нема забушување? Па не да нема, ама јас сам тој што не ќе да забушавам, знам што ме чека мене. Да, мора да се Меѓутим, спрема. други, скачемо на футинг, Дарени Петрович, например, тој ја доле до кланицу, Лиман ќе ме стопира, не смееш напред идеш. Бузлео, вие по-стари тренери, не смееш напред идеш.
И я jedan put se požali na Petrovića i on tamo nešto se raspravlja с njima и najudobno беше kad dođe Kaćo, Ace, pošto trči sa i oni dosta, kao dobri futinzi i sa njima tak možeš da ги pretečemo, stavljašemo. Oni tu se kripa, kad se vratimo pa se vraćam s nas i poslije na meč, prva runda, druga, nema snaga. Da, i mora da živi sportski, nema alkohol, nema Ništa ne sam, nema i dan cigare, danas. nema ništa. Dan danas ni cigare, ni alkohol, ništa. Dan danas, znači. Не употребую. Такой се остана спорт. Али Бруно Храстински целу екипу го испремаја на Кошутник чувени, тој до Београд. Имале сте фантастични услови за тренирање, репрезентација, подготовке, прва лига. Нема што нема. Нема што нема. Убава шума. Лекарство, гимнастичарство, чак тоа више до нас са луѓе да не води. Значи све со имал храна, ресторан, поручиш свак ден, не знаеш више што да едеш, значи. Све имало да дошо. За едење никој не те бранише. Па сак малко мораше ми, као после дојде до килажу и требаше да се чува и килажу, значи знае се, ако помину на поголему килажу, за поинострански мечеви, потешко, нормално. Јас застанав доста време у папир, а за клуб сам боксуваја у муву, пошто нема папир у клуб. Сега да ја прашам, кога си постојано да бележиш тие резултати, не си имаја конкуренцију, после тие резултати, после извесен период, татко ти што ти вика, Реджо, управо си бие синко? Не ме дираја, он гледа дека и он веќе друг живот. Покојни Зори не помогна у куќу, направи на мене посебно собо и мало место, туја кров, ово, ној све ми поправи и почна и намештај доведу нутра, ово, ној друг живот и тате више дигна руки, гледа дека не сам те што на тате руку да подигну. Не е тако што е мисли, ама човек може да има и управо, пошто се плашиш, као најстар А си. браќа су се гордијале со тебе затоа што ти си Браќа, бие... сестре, чувајуно, не све мали су. Да. Значи, да почнем од мене 17, рачунај 7 деца, надоле по годину, 2, колку су беве мали деца. Ама, Еве да супер. се покажеме одну слику од кога си бие у Кумана, овој у Поljskoj кога се биле. Да, тој е на пријателски меч у Катовице. Иде смо сваку годину, они доаѓаат едну годину, ми идемо едну годину. И собрамо се цела екипа тој и плюс цела управа. С автобус сваку годину, другу годину идемо и доаѓа. И еве полак доваѓаме до оно што е најбитно у твој живот и за град и за државу. Некако резултати си идев 81, 82, 83, 84 доваѓа чувена Олимпијада. Пред тоа исто имаш ти некои наступи, балкански, Да, медитерански. медитерански игри и све се тој бележи, али Олимпијада е круна. Да, да. Кажи ми, очекува ли си прво дека ќе идеш на Олимпијада, тој си бие сигурен, тоа е неминовно, али што ти е било подсвест ако те викнат да идеш на Олимписки игри? Нема, ако не е тако е било. Значи, јас сум бија тој 1.000.000% и прв, пред тој веќе пишуе Реджеповски, Реджеп први што иде, што учествуе на Олимпијада. Значи, без конкуренцију. Значи, увек новине пишале Тома Хладнови, тие јаки новинари, увек пишуе со све. Значи, знае се, конкуренција нема, прв сигуран што ја прв иду. Додека други, Кошутњак, судие, тепање, пробање, овој некој што како ќе иде, у кој категорија тој, додека јас седеше миран. Немаш ништо. Бруно знае, прв. И еве кога доби ти позив за Олимпијаду, што ти беше прва реакција лично твоја? Кога добивам и позив за Олимпијаду, разболе се Бруно пред 4-5 месеца пред Олимпијада. Човек и за кратко време таков болест, нешто помина се, ама јаш 3 месеца остана. И он кад помина и сак, знаеш, незгодно ми е, навикна со снега,
Што, како, знаеше ми ги детали све, што, кад да почну, како да почну, што да направат, оно све. И знаеше како да е у мене, како он боксира со мои руки, значи толку беше човек спреман. Меѓутим доаѓа Мате Парлов, Чувени Мате Парлов. чувани Мате Парлов и Лазич. Доаѓа тренер, да не спрема у Кошутњак задњи 3 месеца, да не спрема и да идемо на Олимпијаду у Лос Анџелес. И место да идемо целу екипу, тој беше малку густо, победе, не победе, меѓу себе, тој кој што е да иде, отидемо само 7 души. Не отидемо цела екипа, 7 души. Од тие 7 души, ми земамо 4 медали, со 7 души 4 медали, кои сме имале 2 бронзе, злато и сребро. Кажи ми, Мате Парлов, знаемо дека бија неверојатно скромен човек. Мене Цецко Лав ми покажуваа сацата слики кад се били у Пулу. Мате бија тих човек, може да кажемо, дали ќе се сложиш ти, најбољи боксер на сви времења на Немам бивша речи, Југославија, немам да. речи, да. И у аматери и у И добар профи, педагог. да кажем. Прв сусрет с Матите Парлова, што ти куде него остави утисак? Па не, ми за време кад боксуваме у Пулу, као некои турнири, исто и он тамо, исто ме виде, например, што каков боксер, и он исто и на други, како и на тренера кажа, бичи страшен овај мали. Значи, они исто подценува тамо да гледае, што како ја боксува неколку мечи у Пулу. И после еден ден не вика на роѓен ден каде njega баш потрефило се тај, отидемо ми у кафану каде njega, и каде цела репрезентација, бема каде njega, многу добро пред нема, све и так ми с njega први пат у живот право муабет, значи, и он на мене исто ми кажа, бичеш најболје боксер. Ја дигнем рамења, знаеш како, викам, ја трудим се, па да видимо, не, иќеш ти далеко. И тачно, до Олимпијадо, да. И многу кратко време, мако. 79-то при крај да почне, со 74-то олимписко медалју. Тој нема га ни Мате Парлов, ни Касус Клега, нема тај резултат. За 4 години луѓе се учи. Да, тоа е циклус. Да. Ја не знам исто, значи, ја исто не знам. За толку кратко време до олимписко медалју, можда и Господ ме помогна од сиротин. И припреми колку трајава за Олимпијаду, Реджо? Па 3 месеца, кажете. 3 месеца, се у Беорат. Све у Беорат. 3 месеца. И Мате ви даваја подршку, веруваја у вас, вика, што вика, Па, момци, све... идемо дале. Тој само промени мешто Шкаро да иде у средњу. Јосиповиќ тамо, они имале тај меч, тој го памтил баш и као Шкаро поискусан малко, Јосиповиќ по-темпераментен, тако е. И он отиде у средњу Шкаро, пошто тако одреди Мате, а Јосиповиќ иде поутешко. И так паднавам баш со Холифилда у финале. Да. На судију. Овој тамам... Да. Али сакам да те прашам овој, Анте Јосиповиќ зема златну медаљу и он е бија многу интересен боксер. Дали ќе стои с мене и он е бија на некој начин фајтер? Не беше за фајтер. Не, поише техничар. Сакаше технички и нешто кад требаше борба, ако мисли дека може да го освои, ќе му се степаше. Ако мисли дека малку повише од него удара, ќе уклучи риквест, али оној со спредње не пушташе до себе. Значи, не да кажемо да не бија боксер, школован боксер и не бија нацист. Добар другар. Доколку вие други тешко. Сви отидеа во политику после. Па. Сви отидеа. Еве, Реджо, ово е момент за историја, покажуваме слики, аеродром, кај се спуштате, идете у Лос Анџелес да го представите тега Југославија. Ти напред. Да. Јосиповиќ позади с руку дигна да поздрави, пошто стигнамо во Олимписко село, так, и спуштамо се доле. И луѓе сликавање, тој за новине, валда, нешто, што знам. Еве, тој момент е битен.
Идете таму у Олимписко село. Тај беше томачица која преведеше на српско-хрватски јазик после меч. Ова е после меч, значи кад боксираш и отидеш да дадеш интервју што како и она се тој преведеше женска. Само Олимпијада во Лос Анџелес беше доста контрадикторна поради тие политички работи, тоа не е ни важно. Меѓутоа ти искачаш на ринг од прв меч на Олимпијаду и си маја зацртан цилј. Идемо, што викав, корак по корак, до што побољи пласман и тоа се деси. Па јас сам и маја 7 борбе до финале. Први 4 борбе так бронза освои. Значи ја го так не знам како иде ред. Значи тоа е 7 борбе. И викам, абе, још ти нема медалју, мате, викам. Абе, биче, каже, ти само победи, не се керај се, биче. И искачаме так, четврт финале, победу и так. Ја вика, ево, имаш бронзу. Викам, с бронзу сак. Ја вика, да, бронзу, идемо на сребро. И на сребро ти, идемо и тују се има, ево ти га сребро. У финале тако да малку по грешку сак, не да га критикуе матета, јас опушти на негову школу, на негов мозак, боле боксер беше, многу успеа у свој живот, као боксер, значи нема Југославија боле од njega. Нема, да. И јас сам послушаја. Прво рунду вика Реđo, дај ми ćemo полако да ми тестирам ово, оно, ја тој да га изгубам. Те време фактички, да га стегна те време у прво рунду, толку имаја кондиција. Да у треќу би Зборимо за финале со Стив Мекрори. За финале ти кажу, овие супер ги пројдемо. За финале се збори, да. Ја прво да га тестирам што, како, што знаеме, што овој, ној да ми каже, мато, една рунда отишла во фраја, али ајде да кажемо тај не решен. Еве, не решен. Друга и треќа, нели види народ. Тешко да земеш те од американца злато. Да, он е домаќини плюс. Домаќин. Тоа е. Али јас сам, тој бори се поштено, док само гаја и све до крај, и на крај се гледа, задни 30-40 секунда таму, абе не га пушта, му прифати борбу. Тој е, значи, млатење, не види се кој што, како, па судија да га спаси од некој удар да не падне, деси се у тој мешање на удари да не падне, па мене стоп глава, вика на мене, судија, значи, колку имало се и тој. Сам коментатор кажа дека пред да се прогласи ќе биде тешка одлука кој да победи, да, скоро, па бај ги време. Да, домаќин. Да не претерамо, едно 7-8 минута. Пред години руку на Мекрорите, верували се дека може би ти ќе бидеш победник, или? Очекуваја сам, пошто другу и треќу Боли беше. Боле беше, види се таму, ама и он сам, кад му дигнава руку, он се чуди дека победија. Он сам се чуди дека победија, гледа се на овој. Значи, он знае дека е изгубена моја борба. Меѓутим, не можеме против судија. Али ти си бија Реđo Pas задоволен, сребро си е сребро. Абе ја пред да појду ја кажа, так беше Благе Стојановски Белчо звани. Да. Так он беше преседен, викам, ја нема везе, викам, преседничи, ја ќе ти донесу медалју, ќе ти го закачам, викам, на шију. И тој што му обеќа, дали бронза, викам, дали сребро, дали злато, ја ќе донесу едну медалју. Тие, викам, ја му донесе, исполнимо оној што он тражио све. Меѓутим, он, и што ме обеќа, не сам добија тој. И за тој не сам задоволен апсолутно од град. Да добиеш ти двособан стан, да платиш кирiju. Ја немам против ацета, другар, све окей. 6-особну куќу, бронзу, до голф единицу тој време. Ама Золе е бија, значи. Он кажа, Золе до душе, пред да умре. Ке ве нареду, вика, туи све олимпийци. Можда при такvu среќу сам и мај, нема га, да обстану на негово мандат, да би ја добија боле куќу до njega. Еве Паја ќе го зему. Еве и другу страна. Еве, ти и Аце, и Бране сте наша гордост на Куманово, еве камерман ќе го зумира. Ово е круна на работа на секој спортиста, понос на град и на државу.
и фала ви на вас што сте промовирале сте го Македонија у тоа време и сега доваѓа време да ги покажеме и слике од незабораван дочек. Само да ти кажу дека кад зема медају ти, тега у сви домови на Куманово големо славје, радост, луѓе искочува спонтано на улица тега, а дочек твоje бија посебна прича, еве ќе почнеме од овој слику на площад многу луѓе. Тој ми е мој директор, звани Лало, кој држише чадър да не ме накваси киша. Да. А после тој, он кад заврши малку кариеру с бокс и беше ми малку тренер. Подучи ме, иде смо под напревари по клубу и оној. И он увек секој дан ми беше незаборавени, звани Лало. Поздравјаме го прилику. Поздрав. Еве ти си освоија олимписку медају со непуни 22 години. Не, 21,5 година отприлike, тачно. што е Пошто неверојатен децембар сам резултат. роден, да. Еве на овој слику чувени Циција, Качо ја купи и мисли дека ово е окей. Да. Ово е све после дочек. Ово е После освоено медају. дочек, да, беам у општину и тој собрава се нормално, управа. Еве Реджо, да покажеме на овој слике, све ово е свечено, а и заслужено олимписка медаја у Куманово У општину. уопштено. Овдека Мане, судија. Мане, покојни Мане у Агро Куманово што работише. Да, судија. Еве честитке. Ово е иста слика. Иста слика за тоа. Еве га доктор Јордан Пачков, а Реджо ти се обраќаш. Да. Кажи ми, кај искочи на говорите, имаш ли трему? Што кажа први пат? Па не, бе, веќе оно толку време у боксу. Еуфорија Не, голема. Да. Мене ми беше радост, значи толка киша варнало и види се тои луѓе со чадери да не се отиде в дома. Кој пречек сам и маја, ја мислил после Тито. Да. Значи толку голем пречек да луѓе у киша со чадери, ја беше многу захвален и да даден интервју. Доказ колку имало публика пуно на площад. Да, да. Многу луѓе, Наш град знае да цени успех. спортите, да. Ево, дека да ни кажеш кој се овие на слику? Кому не знам кој е мене? Овдека Бајдо, Екстрамен. екстрамент. Ајде. Сега, ако може само. Овле, не, нема. Треба Многу народ имало на дочек. многу народ, а не може секој да там пут да ги, но треба ја сам да гледам. Еве се ти фотографии. овдека с на Да. Благоје Стојковски Белчов деца, Да, Горан Да. Диро и негова сестра. да. Они мали мерак со смена се слика, ја ги гушна. Толку беа, кад донесе олимпијско медалју, толку големи беа. Овие со слике за историју на град Куманово, Да, дочек да. на площад. Еве, Си ги прикажемо. плюс обезбеđenje. Обезбеđење Реджо. Сега е модерно, видиш, и вие политичари има обезбеđење, па и ти си мај од тој У време. тој време обезбеđenje, гледам. Свака час на град Куманово и на град Да. што живу у Куманово, Тој не наши се забравя сосо никад. граѓани, што не забравива, да. Еве, па, Снимата и дуплата има. еве, ова е друг кадар. Да, Треба да се види. да, народ, ете те исто. Исто. Знае сва да ценим спорт. Добар живот. Кумановци си ги поштуја своји легенда. За време Тито се живеало средња душа, значи имало и за сви. За све имало, да. Да, кој сакаше да работи, имало све. Кој не кеше како данаска. Еве, Реджо, овде кој се на слику? Овие су мои другари, што исто бемо заедно у бокс, меѓутим тие двојца оставија, ја продолжи
с другарче. Ко се вика он? Еден е Шерафедин, еден е Муса. Они се тој у Куманово ли се? Еден е у Германо, еден у Куманово. Муса е туја, Шерафедин у Германија. Еве. И рече овој, идеш ти напред, а цвеќе букет. Ја, поза мене букет иде. Да. Много убав дочек, значи, много убав дочек има сам. После Олимпијадот ти продолжуваш и дале с успеси, Да, победе си доваѓав една по друга и твој подем у бокс и дале иде напред. да. Еве Резо, мора да покаже овој слику. Овој куде е? Ово е кад дојде од Олимпијаду, значи, овој албум, благодарение на Благоја Стојковски, он ga направи Благоја, значи, преседник, и ја беше изненаден, кад ми ga подари, еве вика, Реджо, еден албум за тебе, кад гледам ја овие слики, Да. и ме изненади ме, многу му се захвали. Еве, тој жена, керка, дете. Куде му што обеќа медалју Еве, на Благоја Стојковски. испуни го обеќање. Испуни го обеќање, на njega му медал стави, тај керка му е на нашега покојник Благоја Стојановски. Она ми даде букет. Миличка. Ово е, ти кажа, најрадом дочек. Не на аеродром, на граница. границу што беше Стара Југославија. Да, на Значи немаше границу, тој имаше на кафанче, па тој ме пречекава сви управа и с тој делегација дојдемо ми до плоштад. Кој почнаме откуде полицију до плоштад Пардон, не на пешке. границу, него у кафанцето, да. Кафанче, да, Да, сак што е граница, да. Границата не е ни мало. Да, па сак што е. Еве граница. чувени Циция, па. Еве до управо нашу Циција и Горанчо се смее. Циција бие многу интересен човек. Шејиџија. Да, шалџија беше И голем. сакае спорт ново. Сакае га спорт и доста се мучија. И они батко Золе. Да. Овој и Тозо. Они беа неразвоени. Тозо и он. Еве да го спомнеме и Океја Куповски. Да. Тој исто добар другар, нели? Овдека е Жико Да. Крстовски, Жике, Борче покојни таму. Борче Беле, да. Да, Ваце покојни таму и керка ми што го држи Ваце. Навуќе најголемата беше, ја имаше едну керко, так се нада. Со Океја си имаа добро соработко. Па не е лошо, не е лошо. Да. Не е лошо работа таму. Колку могамо, што он нешто научи, мина. Еве га покојни Белчо, напред со тебе. Да, назад, народ, па чекање у плоштад, пуно, значи. Немаше место. Еве га народ, Кумановски, Еве, масовно. Да, докуде стигнamo у плоштад пред биното ја, долегнемо и прави место, значи не може да пројдемо народ, чека народ. Да. Много, да не претерам, едно 5000 можда и више. Па можда и више, да, што викаш. Ово е Маљок. Да, Боди Станковски Маљок е овој. Овој не може да препознам кој е. Еве, не се се каже. не ме сетам. Да, так се дамо у општину, као општина ќе подари нешто као спортску награду за нас и нешто се таму договара смо. Тој до мене жена и Е, сега овој не знам кој зборив дека. па овој што кажи га. Овој што има тој, сега што га кажа преска, кажи га тој. Кажи га тој. Замени А, директор. Бајдо. Бајдо. Бајдо екстрамен. Бајдо, куде дава и напишани тамо добро ни дојде сребрено момче. У пакету позадина. Он е тега бие технички директор у Светлина. Тако е. Да. Тој е општина. А еве ти покажуваш овдека нешто. Да. Покажуju таму дека медалј што ga доби, еве Благоја Стојановски до мене и још еден пут па му ga на врат поставljam да ga подсету сак демек испуни желю таму донесе медал од Лос Анџелес.
Овдека Стуле Печиновски го познавам, Маљок, овие други не може да кажу кои се луѓе. Кажи ми овој што збори овдека кој е, не го знам. Па не може да му се сету. Ето е, еве га Золе покојни. Покојни Значи Золе, овој пред овој. Тој со управа, веćinom од управу, тој, али ете, не мога да успеем. Да не помогне батко Золе. Да, штета и он многу млад почина. Почина, па инфрак у Германија и такој. И после Реджо, ти остануваш у Куманово, али имаш нову станицу, тој се вика Војводина Нови Сад. Да. Ево вие да ги покажемо слike, ево да. Тој бемо на припреме у Охрид и такој не сакајќи Дека те завикале Брусли. Како Брусли ме вика свато и вика ама фотографија како Брусли. Да. Да. Еве исто и овдека. Ево Со едно другарче, тој е у Охрид. И тој е Мухарем. Али ти си бие голем љубител на музику, ден денес ка обожаваш, чувени легендарни Мухарем Србезовски, Да. голем певач. Кој дојде дома да ме подсети и дае концерт у Куманово. У тоа време, значи, не знам колку би се чинило евро, 18 милиона, што све фирме, граѓани што дојдева на тај твој концерт, час. у моје части е паре као поклон од Мухарем Србесовски. Многу добри песми дае Мухарем. Па и ден данас. Голема легенда. И ден данас човек како да поje од 30 години, а не 70 кусур. Дека ти е некој официр, Не, не офицер. овој, мислим, официр Борово кој од авион, По чин, а иначе да. капетан. Капетан авион. Вика, чекај, Реđo, да се сликам с тобом. Да. Недостајачеш ми као. Демек нема да се видимо, можда и стварно такој биде, више не га виде. Тога капетан авиона, сликамо се тој. Кад се симнаму беа. Кој се вика, јамо, знаеш, Не може да се сето сега, Да. тој е 42 години, одамна. одамне, не е 2 години, па тешко. Он дали е жив, Па не е жив, тој е гарант. Тој со 42 години, значи. еве Реđo нови медаља вдека. Тој дома други? дојдемо, а другари, тој ми е Ишурак Сафет од десну страну и ајде дома тако свој златен гонг, ајде да се слика авиони и дадемо ги неколку тие да се слика. Али исто голем твој фан е бие и чувени Ферис Мустафов. Да, и он обожавател на спорт, Да. да кажемо Ферус. И он ден денес куде год да седнемо или да се видимо, обавезно частење, седење како сме, што сме, фамилија и тако дале, нали, добар човек. Еве се зборимо, имаше едно епизод, видиш после Нови Сад, Војводину, напушташ га Куманово. Зашто се тој деси? Па десило се дека ја губу, не ради паре, не, значи немам мечи во Македонија. Мора да отидеш у прву лигу да боксираш, да би, знае Југославија, борци. Меѓутим, и тамо, мада ми тамо немаше противника, многу малку боксува, више по едну рунду, некои предадени мечеви све. Значи ја 24 у сезону, 24 меча, 24 Тоа кој година е било? Ја мислам дека е 87-мо, 6-то, Да. 6-то, 7-то. Таде е качеле, така бие. Да, 6-то, 7-то, да. Сега да прашам Реđo, малку у светски рамки да позборимо. Доминација на аматерски бокс у тоа време е било на чувени кубанци. Они су биле доминантни с години. Неверојатно е тај држава колку е дала за развој на бокс и многу светски и олимписки шампиони су имале кубанци. Па, слушај, тој су не само кубанци, значи тој су да кажемо меѓу најјак бокс што беше, тој су 5 држави поврзани и не се знаеше кој кога. Значи имаше кубанци, да, некои, ама имаше и руси, Советски савез, да. имаше и руси, имаше и југословени.
Демократска република Немачка. Имаше американци. Да. Значи, тие смо биле 4-5 држави кои се увек тамам чуе у тај држава од 5 држави си ти тамо и они веќе друг стил на бокс, друг стил, нема играње, нема заебанци. Да. И затоа ми као например ево ја у тој категорија у папир му не вредеше ни руси, ни кубанци, ни никој, значи. Све ги поред, значи све тепа. И на поединачно, и на турнири. Познато рукавицу Беорски победник, да кажем, у тие турнири, па стан, вамо, што ти кажа... Та чувени оној куп странчек у Бугарија, да. Али ја, значи, немаше никаков проблем с нима. У тој категорија сам бие у папир, значи, динамит. Динамит, значи, нема шансе да победи, нема шансе. Само го тестирам некој. Спорингувај си с покрупни од тебе, да кажу. Па мораја сам. Нашински. Мораја сам. Значи, мораја сам и репрезентација со... И си ги победувај у спаринг? По веćinom. И тој да видиш какви ударци, колко они ударци има, ја имаме ударци. Али, јас све до полувелтер, јас сам боксувај со свакога. Кај го завршуваш кариеру? Ја го завршили 88 при крај. Тешко ли ти падна тој што се повлече од бокс или... Па не да ми е тешко, нема више, што куде. Бие си принуден? Принуден беше многу, значи, многу незадоволство беше тој, значи не сам задоволен као олимписки. И ден денес не сам задоволен апсолутно, поготово од град Куманово. Ти си с години на некој начин бие у тој време отфрлен од град. Никој не е дошел, ние те праша, Режо, како си, а дае си олимписку медају, промовирае си га град. Така е, тачно, и тој ти бие многу тежок период у живот. Замисли да немам еден ден работен стаж. Сеќа напуно 14 децембар, 6 дан стаж немам ден. У овој нашу Кумано или у нашу државу. Све некои тамо, Петковци, Трајковци тамо, све нешто работи оноди, бева тамо, не е криво, бева треќи на Европа, оно работи, толи ќе плати дебели тамо по Скопје, оно ја у Куманов дека не може да взимам едну плата. Па сва среќа грујо. Ево да објаснимо дека ти с години, се ке извиниш дека ти кажи, бие си на некој начин социјален случај. Ба, ги време беше и социјален случај, да. Како си като ја пребродуваја, ела те онутра мисла, колко сам дае за град, а никој да не дојде да ме види. Што си мислеја у тие моменти? Мислеја сам и за тој ги отргна поготово новинари. Новинари за тој ги отргна, никој не доаѓа, значи, социјален случај, олимписка медаља, социјален случај, живи с 50 евра, тој време. А ја имам 4 деца и ми 6 душе, с 50 евра, никој не чукна на врата, дај да те помогнеме, или некога од работу да стави жена, или мене, или некој од дете, некој нешто да помогне. Никој врата не е куцнало. Како си тега живеја, Режо, тешко? Тешко сам многу живеа, мако и работа превише, па почна, па и тргови, куде не улегна, што не работа, не можеш да постигнеш с тие пари, деца у школу, сакаја сам да ги школуju до ноду. Многу тешко, многу тешко. Али мала сатисфакција на некој начин доаѓа, ете, земасте ги тие заслужени национални пензije, иначе тој да не е било, вие сте биле тотално отфрлени од овој општество. Туј се мучимо, значи, договарамо се сви олимпијци, туј смо во Македонија 30-32 души у сви спортови, значи договарамо се и штрајкуваме у сред центар, со шатор тамо, собраниле ден, тамо, овамо, распраша се на оно, се. Што ви кажа така Груевски? Па, кажа, ни ќе не помогне около пензија да се тргнемо од шатор, викани на еден сусрет тамо, отидемо, па еше еден сусрет, као се распраша по Југославија, како што дао, меѓутим не смо задоволни апсолутно с пензија. Значи, апсолутно не смо задоволни со овие пензија. Колко сега, ако не е тајна реч о пензија? Пензија е негде околу 57.000, 37.000. 37.000 пензија. За компарација у Србија е 1200 евра. 24.000 доаѓа у наше пари, дупло. Значи, тоа е
бар пола да имамо ми од Србија, ако не од други градови. И од други држави, па да не збориме. Да не зборим, баре пола да имам од Србија. Беше до душе куде овога Ск, што е директор на за млади спорт. Младо дете, свака му час премине многу убаво, многу надево. Јас се буни за некој покачување на пензију, меѓутоа они так баш качиле го пензију, бе реже ми качиле го пензију, донесега тога што работи тој за тие давачки, тие работи. Покачила се пензија, ја викам фала пуно 10 години, викам ја овој не е мрдна, ја викам овај пензија. Еве и дан данас па исти случај иде на такој. Сви 15-20% тража, 18% вие тража. Дај да види и нашу таму, да видим, значи... Да, и на вас да ви се качи. Да се качи некој постои на нас не забравлja. И ми сме Добре, многу овој држава многу сме забравени како спортисти. А малку сте олимпици, а дали сте многу за државу? И Еве убаво повод да се размисли на тој тему. Да ве викне. да бидеме благодарни, да. Да ве викне влада да разговара од со вас. Владу, да, млади спорт. Јер каде вас е чиста ситуација, апсолутно заслужено заработени пари, што вика. Да, и сега ми... Амбасадори сте биле на држава. Така, и ми сега одваја, све по нешто не боли, све нешто кукамо, ноѓе, руќе, ово, ми не сме способни за тој работа, за нешто да се поработи, него е баш тој овој моментот каде што може да проживиме бар еден нормален живот, среден, не тражимо ни богат, нема, да имаме еден пензија. Како на сви на нас да се покачи тај пензија? Да. Колко толку, да имаме и некој динар, бар... А ти си рече исто среќен човек, твои керке су веќином у Германија, имаш многу унуци, тоа е најголемо богатство. Па тој не е богатство, за среќа, они не отидева од мерак. Ја ги спрати, пошто гледа свет како е, што е, куде е најболи, што, како се живи, ја ги за тој деца ги испрати горе. А мене многу е тешко, значи, овие години мене ми треба унуци, да ги шетам, да ги... Да се игра со нима, да ги научу нешто, да ги школуемо, да седну со нима, да пишувам, да ми пројде време. А ја остана со жена дома и с едно дете. Значи само керка беше не остана, 2 керки син у Германија. Остана со собој, па она нешто не помага, па и она не запослена. Кажи ми, како ти поваја овие пензионерски денови? Како ти испуне ден? Па веќином сам тој покудес израснал средорек. Тој се ватимо, тој е друштво, тој су другари, тој се збори, тој се пинемо по некој кафицу, тој побуѓа ово, значи тој проваѓа ми време. Нема куде што како, нема никакvu обавезу, мада и дан данас трчу за град и трчамо за град. Све и па некако треба да обрнем малку внимание што потрчамо, што надемо за овој град и некој што таму седнал у директорско место и сега да не гледав такој под око или на страну, Боже, не гледав и тоа е срамота. А меѓутим, ја и ти мако смо први, најголеми борци. Еве да покажем овие други слики. Ово е... Те беше тренер, иначе од полску држава, од пољак, од Германија. Боксува таму неколку меча, па немаше кој да ми секундира. И он вика, ја ќе ти секундирам. Пошто и слабо знаеше германски и ја и он, па некако се разбрамо. И многу задоволен. Фин, некако не е некој тренер, али добро е. Увек си имаја време и за добро друштво. Па ете со овие наши управители. Седе сте у клубу у Кристал? Па у Кристал, па доаѓа смо у Кубу. Тој так функционираше све. Да. Значи за време оставил. Тој се живеало каква Германија, каква Бакрајќа, кој ише така зулан. Сви си седи в дома, кој работи, заработи, има си ово, но е супер. Ово е некој соблекувално? Соблекувално так се спрема смо, имаше некој првенство на Германија, па земамо ми те Норд-Вестфале се вика, да. И тие овие деца све с мене, подучи ги малку у тренизи, спарингува ги малку оноде и учествуваме на тај куп на првенство на Норд-Вестфале у Германија. Режо, при крај смо на разговор, скоро сат и 27 минута зборимо.
може još puno време да кажуваме за бокс, али Има, тачно. али олимписка медаља, еве го туе е пред нас. Овој треба да биде пример кој ќе го следи и други спортисти у сви спортови, па конечно ми од Куманово после 42 години добиеме олимписку медаљу. И овој да Дали го е кажем, бокс, дали е било кој и спорт. овој да го кажеме, мако, значи нема срам, тој нема овој оној. После АЦТ 8 години болја медаља доваѓа, сребро. После мене 42 години нема го Бране медаља. Јовановски освои Заедно Барселону. бемо ти остави тој, значи Бране Барселону, да. у бокс кој живемо. Да, за бокс, да. Да, 84-то и он освоија медаљу, ама у стрелјаштво, значи не у бокс. Сакам да кажу за Аце Русевски, после него 8 година доваѓа сребро. После мене 42 години нема да се роди, кој знаеш колку години. Ама народ слабо цени тој. Они срамуев се од овој медаљу, да ме стави куде ми е место. Срамуев се, а ја не се срамуев. Куде да улеем, ја ќе ги докажам. Не е проблем, тој е мој занат. А не некој што учи од книги таму, ќе дојде ќе биде тренери или не знам. Ќе го вратимо и бокс на стари стазе. Еве ти си Сигурно. туј да работиш. Тако е. Спреман си увек да дадеш све Благодарение на Максим и што обеќа, ќе идемо со бокс напред. Ја пак ќе докажу на овој народ да видим кој што. Али ете, отидева ми години без вез, значи. Без вез отидева години, не могамо да успееме од некои посебно луѓе, ама нек су здрави и живи тие. Да, и оно што е Да. битно, ти имаш многу голем број на пријатели Да. у бивша Југославија, Тадија Качар, свугде куде отидеш. Не дон донос тражив, не дон донос Да. се слушамо, дон донос, значи се поштуемо поише Србија у Србију, него ли ми, Македонаc у Македонија. Али не е важно, фала ги и на Да. тој колко што ме поштуе и втуе, свака ги час на тие што го разбирав спорт, што го сакав го спорт, на пример, Реđa, на бокс е крај, бокс. како голем шампион у бокс, една лична твоја порука за овие млади генерации, еве некој дете има желја да се запише у бокс да тренира, што би му даде прв савет? Редован тренинг. Ако е редован тренинг, И да не се плаши. ако редован на тренинг, он не се плаши, па затоа и доваѓа редовно, сака да биде. А еден дон доваѓа, 2 дона не доваѓа, тој само може да ме мучи. А може да има и боле талент од овога, али ете, увек тие таленти тешко се наоѓаат и тешко с нима се бориш. А осетиш ga дека може да биде, не го пушташ. Она не цени своje. Например, да биде исто друг човек, да се смени као од тој професија. Да. Еве, ишен пут да го покажемо за крај. Фала за олимписку медају на тебе, на Ацета Русевскога, на Бранимира Јовановскога. Фала, Маце, на Ви сте тебе. најголеми амбасадори на град Куманово за сви времења. Други су сви пролазна категорија. Дај Боже да се поправи još малко сала, да вратимо бокс у салу, тој чекамо Да. за некој месец, да знае млади деца за некој месец, ја мислам тамо негде јуни би требало да улегнем у салу и да се спортуе, да има град исто, дај Боже некој олимпијца. Ево, Реđa, ја ќе го ставам медаљу. Среќна медаља, мако освоија си го. Фала ви, драги кумановци и кумановки, еве, малку ја досету што значи голем успех на поле на спорт. Доста е тешка. Тој беше разговор со Реđe Преđеповски. Фала ви за пажњу и мислам дека уживасте у разговор со нашего олимпица. Поздрав од Куманово СПА и у сваку прилику све најбоље.